Fairplay со Јана, нова епизода, тоа е она што вие во овие моменти го следите на Телма. Благодарам што сте со нас. Верувам не се ни сомневате дека одбравме за вас нова спортска тема согласно она што се случува во преца нашиот град и во Македонија. На 13 и на 14 јуни се одржа годинашното ново издание на нашето национално 3x3 баскет првенство. И што е интересно, дека има неизвестност, доказ е тоа што имаме нов шампион на Македонија. Ова е четврто издание на настанот и по четврти пат различна екипа успева да биде на врвот, а со тоа да заслужи шанса да биде учесник на светското 3x3 баскет првенство. Годинава тоа е тимот на Синатра, а ние во студиото пречекуваме дел од екипата, се со цел да дознаеме како се создаде овој тим, како тренира, како функционира и дали уште веднаш ќе започнат подготовките за она што во месец декември им предстои на Филипините. Останете со нас, Fairplay почнува сега. Негде пред крајот на секоја наша сезона и на почетокот на новата 3x3 баскет редовно е наша тема. Веќе сме пријатели, слободно можам да кажам, со сите кои што се дел од нашето 3x3 баскет национално првенство или Red Bull Half Court. А често е што имаме прилика секоја година да бидеме домаќини на нови дечки, затоа што неизвестноста е толку голема и е толку интересно да за сите има очигледно шанса и секој може да биде сензационален победник на ова надпреварување. Годинава тоа е тимот на Синатра. Веќе реков, сакаме да дознаеме како успеа да дојдат до тоа прво место и да бидат најдобри и постои ли сега возбуда за она што ги очекува, затоа што верувам уште поинтересно ќе биде. Здравје Боже на Филипини, имаат неколку месеци да се подготват затоа што таму ќе бидат на мегдан со најдобрите во светот. Вкупно 4 члена има, се разбира, екипата, меѓутоа, како што разбрав, двајца се на заслужен одмор, а другите двајца ќе бидат со нас за да споделиме и впечатоци и детали. Ќе им посакам добри дојде во студиото на Хусеин Байрам и на Марко Лазаревски. Дечки, здраво! Здраво, добро ве најдовме. Чест ни е што гостуваме кај вас на емисија. Благодарам. Фала на поканата. И мене ми е чест секогаш кога си разговарам со спортисти, за мене најсупер категорија на луѓе. Само да ги поздравиме Дамјан Крстевски, Маријан Јаневски од Мараат. Се надевам дека уживаат. Ќе дознаеме малку повеќе за нив, ама нема да зборуваат сами, за нив ќе кажат колегите. Сакам да потсетам, односно во оваа прилика да споделам со вас дека еден убав новитет годинава на нашето национално 3x3 баскет првенство е тоа што имаше нова локација. Вообичаено тука во Влаја, што е близу до Телма, ова мало беше активно, многу луѓе се собира овде на нивниот препознатлив терен и правеа супер атмосфера, ама сега сето тоа се пресели на другата страна од градот, во Новолисиче. Парк Авионче беше местото каде што годинава уживавме. Дечки, да ви кажам, бев на финалната битка и беше навистина интересно. Дефинитивно ова е нешто што го заслуживте, што машки до крај се изборивте за тоа. Ми рекоа позади камерите дека сте биле многу возбудени по завршувањето. Сега малку спадна впечатоците. Јасно вие што се случи или како? Се вративме малце во реалноста. Се вративме дека направивме нешто големо. Бидејќи како го дојдовме до тој триумф, како поминавме за подготовките за турнирот, све беше малку ups and downs имавме, поради тоа што една недела пред овој турнир игравме на турнир во Велес. Добро. И баш од финалистите ние испаднавме во четвртфинале. Таму? Таму во Велес. Ист судир, ама различен исход. Само различен исход. И
после тој надпревар, ние, да кажам, влеговме во еден така добар конфликт на судирни интереси, каде кој како сгрешил, зашто сгрешил. Интерно? Да, интерно. Екипата? Да, Добро. екипата. И ги нас. Да, нас се искаравме, се иступме, све што треба си кажавме. И подготовките оваа недела што ги имавме за овој турнир беа све повеќе во конверзација. Не беше како што се спремавме за турнирот во Велес, ние за турнирот во Велес игравме повеќе спаринзи, што се вика. Да, тактика, физичка подготовка, да. Подготовка. И после турнирот ни падна моралот. Си искаравме и што биде нека биде, идеме само да играме. Поише ни беше кога зборевме меѓу нас што да оправиме од Велес, каде нешто има екипава. Што сме сгрешиле. Поише беше ко комуникација отколку на терен. Игравме пред Red Bull само еден баскет, исто се собравме само да кажеме нели што кај сме сгрешиле, кај да оправиме. Добро, тоа... Но види, ама не, ако ова е искрено и природно, затоа што поразите се нешто од кое што најмногу се учи, еве доказ. Да, и ние у Велес, дечките од Евроидол, стварно се дечките топ. Ние сме многу блиски, поготово јас сум со Амар. Кога заврши утакмицата у Велес, ја му кажав на Амар, секоја чест, браво за победава, ама да знаеш дека стена нела, ја на Red Bull ќе те вратам. Зошто Синатра е крстен на екипата? Па вака сега, првиот турнир во Велес го играме под друго име. Се вика под Guardian Security. Таа е првиот спонзор кој ни пружи поддршка. Поддржувачите вообичаено добро. И потоа Дамјан, што е газдата на Синатра. Чекај, мора да го објасниш, не го знаат сите Дамјан. Јас го познавам. Да. Собственик на кафичот Синатра. Ние дека се знаеме со него, дека сме блиски, ни кажа дечки, вие сте си направиле екипа, све е супер, дали сакате да играте за мене? И ние бевме, окей, ќе играме, да. И тогаш го се преименувавте. Некако меѓу спортистите сега можеби тренд некаков или е популарно тоа спешалти кофи, дали сте љубители на такво нешто? Вообичаено не пречи кога се пие таков тип на кафе за вас, за здравието и се... Па, јас ќе бидам реален, ја не пијам кафе. Не пиеш кафе, да? Воопшто не пијам кафе и кога ќе отидам кај него пијам сокче, така да... Океј. Јас си даме се смееме поради тоа, он ме тера да ти направам ова кафе, ова, некам, фала ти, не треба. Добро. Ја, например, не пиев кафе исто, ама кога почнав да идам кај Дамјан, пробав еднаш два пати и сега, искрено да ти кажам, не можам без кафе. Ако не се напијам еден ден по едно кафе барем. И така од кај Дамјан за кафето, од таму ми остана тоа. Значи сега има навик. Да, си сакаш, си уживаш во вкусна кафе. Да. Добро. Сега уште малку за екипава и како е нели составена. Вие сте близу со годините, така 23-24, да. Но имате и еден повозрасен и поискусен член. Да. Како се случи всушност сега спојкава, кажете ми, баш вие да бидете, да речете, ќе играме заедно? Па првично Мачки го викаме ние, Мачки така му е прекарот. Мачки играше со Хусово Куманово заедно во Суперлигата. И таму ти е направена некоја добра релација, бидејќи Мачки е таков човек што може да се дружи и со постар и со помлад, не му пречи него, таков е, едноставно дружелюбив е човекот. И си направи они некоја релација пријателска. Јас се запознав со Мачки преку Хусо. И некако после на полусезона Мачки промени екипа и дојде кај мене во екипа во Бутел, во прва лига. И таму имавме секој ден ја го зимав на тренинг, одевме заедно на тренинг. Се зближивте, да. Уште толку се зближивме. И за да играме летово турнири, планиравме уште во март, во април. Така му кажав јас на него, Мачки, слушај, ја Хусо и ти сме у една екипа, четвртиот ќе видиме кој ќе биде. И тој се согласи уште тогаш. Ама се десија некои работи измеѓу, кај што се повреди тој, се повредив јас во сезоната и до последно не знаевме дали ќе играм.
Све се одлучи после на недела. Он беше као чекај да одморам, да видам дали ќе ме држи коленото, дали нема да ме држи. И на крај се одлучи играш. Се надмина сите Да, тие се надмина околности. тие. А четвртиот член како? Четвртиот член Дамјан, он играше со мене во Вардар, игравме заедно. И кога склопивме екипата, ние тројцата, привично бевме ја и он, и го земавме исто мачки, и ја викам четвртиот ќе го земе Дамјан. Мислам дека многу ќе се уклопи кај нас, правевме муабет у нашата екипа, дека вака, така, и ја му се јавив. Морам да кажам дека одма прифати. Да, одма ми кажа да, ја сакам да играм со вас. Одма ми прифати. Ете, не сум сгрешил, значи. Тоа е тоа. Да. Очигледно, штом успеавте до еден ваков чекор, до ваков успех, значи дека има нешто тука, има добра хемија. И имаме уште еден член од екипата исто така, кој не можеше да ги игра овие први турнири. Тој е Јован, да го поздравиме и него, да го оставиме така, бидејќи тој е дел од нашата екипа. Да, знам дека вообичаено мора да има ротација. Секако сме 5-6 души, пошто ете, например, ќе играме у недела пак турнир, Дамјан не е тука, Мачки не е тука и мора да си имаме играчи, например, за да ротираме, пошто не може само 4 играчи цело лето, например, ние ги играме сите турнири. Се се случува и напорно е, и да. И ете, например, на Мачки после турнирот вика коленото ме боли, ово, она, не можам за овој турнир, така да мора да имаш по 5-6 играчи и да се ротираат играчите, пошто не може цело лето сите турнири ние сакаме да ги играме, не може сите турнири сите играчи да играме. Многу е тешко. Многу е тешко, претешко. 2-3 турнири ќе се поводиш, ама повеќе стварно. Како е сега комбинацијава со традиционална кошарка која што играте според ова што слушнав сите? Тоа ви е како некој стандарден, вообичаен ангажман, наспроти 3-3 баскет. Што сакам да ми објасните? Прво, од кој аспект ви е 3-3 интересно и предизвикувачки како игра? И второ, дали ви пречи во поглед на традиционална кошарка? Знам, например, еве, ако направам паралела со фудбал, на фудбалерите многу често малте им се забранува да играат мал фудбал поради ориентацијата, големината на теренот, брзината на играта, за да не губат, да не менуваат никои навики. Дали кај вас тоа е проблем или... Па, ќе бидам реален. Оваа игра, 3x3 игра е многу поразлична од традиционалната кошарка, бидејќи многу бара повеќе, како да кажам, захтевност и повеќе физичка игра. Значи, многу повеќе ние се, да кажам, се тепаме на 3x3, значи имаме многу повеќе контакт, него ни на традиционална кошарка. И, например, на кошарка имаш долги шпринтови, овде светија во краток шпринт, све стигаш, све ова, нема стопирање, цел време трчаш, значи кондицијата тие стварно треба да ти е на некој повисоко ниво. И некако, после кога ќе се вратиш на традиционалната кошарка, па и ти има помогнато во некој аспект, значи да знаеш да осетиш контакт кога подиш на кош. Таму ти е малку порелаксирано и... Да, таму е малце порелаксирано, значи секој контакт повеќе се дува за фал да биде, а ова е малце пуштаат повеќе игре, повеќе тепање. Така да не ни пречи овој тип на кошарка, овој 3x3 тип на кошарка. Кај некои играчи има, прават проблем, али ние кошаркарите сме платени 9 месеци. Тој период што се игра баскетот, летото, немаш договор. И сега реално клубовите и може да ти се мешаат, ама и не може да се мешаат, пошто немаш договор и ти можеш да, дур немаш договор, можеш да направиш што сакаш. Ако имаш договор е друго, некој може има и договори преку лето. Ја мислам дека за клубовите што се, мислам дека е многу голем проблем за играчите да ги пуштат да играат баскет. Многу им е страв на клубовите да не се деси некоја повреда, пошто ќе те нема цела сезона. Искрено едва чекам да дое лето да играм баскет. Да, тоа ти е сатисфакција? Сакаш? Да, многу ми е убаво. Морам да кажам тоа лето, надвор, баскет, потреб лектори, музика, луѓе, другари доаѓаат да те гледаат, фамилија, све. Не знам дали луѓето немаат навика да одат во сала, ама кога се игра
3x3 кошарка као да ми има повеќе публика. Да, апсолутно. Као да собира повеќе публика. Добро, убаво спомена тој дека тука е малку поголема приказната. Мислам дека тоа е како едно цело движење, како некоја култура на улично живење, затоа што тука има и на крајот од денот и улична мода, има секаков тип на штандови со различни содржини, има музика. И годинава имаше супер музика и атмосфера и некако сето тоа повлекува за секој да има по нешто. Дури некој ако не ја разбира кошарката, едноставно си поминува убаво, има атмосфера. Има и такви луѓе многу. Јас знам дека тоа има атрактивно е за гледање. Многу атрактивно, да. Атрактивно и секој би застанал да погледне, да почувствува, да види што се случува, нели? Да, мислам дека и сега беше така. Овој пат бевте во моје мало, затоа така најави ви од кое мало сте, патем не прашав тоа. Сега бевте поблизу до својот дел од градот или не? Па, јас сум од центар. Добра. Првично живеев од Стајковци и имавме една интересна слика кај што се сликавме со таблата што освоивме и јас баш ја ставив на стори и пишав Стајковци их чаир. Од сите страни, да. Добро, не знаев дали прашањето ми беше затоа што сакав да знам дали таму можеби било мало на некој од вас, па тука да бидат сите што го знаат, ама не баш. Да. Мачки од Гостивар, Дамјан од Кисела вода, Хусо од чаир. Не пречи, имаше луѓе бев таму видов. Кошарката не има споено, сите се имаме здружено преку кошарката. И на крај направивме успех во кошарката и во баскетот. Секоја година се обидувам да ја запознам секоја екипа, ви реков, ностоп доаѓаат нови представници и секојаш има по нешто интересно затоа што улогите се поделени и по возраст и по карактер. Така што како одат кај вас приказниве? Има ли баланс во поглед на тоа какви карактери сте и кој зашто е најчесто задолжен во екипа? Па вака сега, јас сум најмал во екипата. Значи, јас сум од ти купуваш вода, ти смислуваш како да се... Не е така. Не е така? Не е така, бидејќи ако сум најмал, тоа сега да кажам, пак има баланс во екипата. И например, и мојот збор се слуша и неговиот збор, се слуша и на Дамјан зборот и на Мачки зборот. И поради тоа некако ние сме многу, како да кажам, со карактерно многу се вклапаме. Бидејќи кај нас нема его. Тоа е најбитно во една екипа да нема его. Нема его дали јас сум му кажал на Дамјан, слушај, зашо си шутнал, зашто ова, он ќе каже извини брат, да сгрешив. Например, некој може да ми врати, ти ќе ми кажеш дали да шутнам. Ама кај нас нема тоа. И баш после тој Велес турнир, јас бев тој што кажав, потенцирав на тие работи, каде сме сгрешили, зашто сме сгрешили, сите прифатија пријатно и се дадоа тоа што има да кажат они. Кој е најчесто дефокусиран и кој е најстабилен? Па ќе бидам реален. Не е страшно, искрено да се каже. Јас, например, на мене највише ме летаат врапците. Добро. Ама овој турнир баш останав смирен, баш мислам дека може он да каже, да не биде јас се фалам сам, туку баш останав. Си се малку победи сам себе да биде, баш останав на задачата. Тоа ми е задача, тоа го правам и нема тука. Ја мислам дека тоа све го направи разговорот што го имав после турнирот, пошто секој од нас кажа нешто, али морам да кажам, он вика дека сите кажуваме нешто, али кога ќе каже најстариот Мачки. Закон? Да, тоа е друго. Се гледа дека човекот многу искусен и го знае моментот, али морам да кажам дека он кога кажуваше, така мораше да биде, пошто мора и постар, и почит према него, и поискусен, и тоа. Како ви се одвиваше патот? Прво, колку вкупно надпревари имавте? Како тоа оди од почеток до крај? 5? Имавме 5 во група, не за Red Bull турнира не брашав. Да, само за сега, само за овој турнир, да. Да, имавме, 5 екипи, извини, 5 екипи бевме, имавме 4 во група и 3 до финал. Влечеше групи. Имавме прво тука е. Да, добро. Групите и он вака трчаше на кај нас, среќен вика да знаете дека лесна група имаме. Да. И таму малце ни се погоди, тоа треба среќа да имаш. Са реално, што да правиме? Тоа е. Тоа што значи кого сакавте да избегнете? Шампионите веројатно. Вака сега. Бранителите на титула. Да кажам дека 4 екипи имаше као фаворити.
Добро. 3 од тие екипи беа на другата страна од трепката, И само ние бевме а ние бевме од оваа страна. Добро. И сега да не подценам никоја екипа, не ми е тоа мене. Не, добро, тоа да речеме и статистички се заслужуваат нели тие каде си ти во конкуренцијата. Да. И јас излеков некоја таму јас влечев ливчиња за излеков некоја стварно лесна група и лесна страна во глобала. И патот до финалето не ни беше нешто, да кажеме, предизвикувачки или нешто да се мачиме премногу, да имаше тесни утакмици, не викам не, ама не беше као финалето. Да се исцрпиме до крај, буквално. До последни секунди се играше неизвестно во финалето, бев таму. Пред за резултатот да коментираме, како е кога се надпреваруваш, ќе го потребам зборот жустро, она крвнички на некој начин, со луѓе кои што ти се пријатели. Сами рековте, ги знаете дечките од Евроедил. Да. Па нема кога си на терен. Чудно ви е или не, таму се заборава? Кога влагаш на терен и кога почнува, кога свири судијата, забораваш све. Пошто ако си, например, ете, кажав, другари не се тие, али ако имаме респект према нив, тоа ќе биде лошо за нас. Дружба, служба, служба. Ако тоа, кога ќе влеземе, кога ќе стапнеме на терен, сега не зборам ја да намерно да го повредам или нешто, никако тоа кај нас нема. Fair play, секако fair play. Таков си е спортот, сака малце поише агресивност, контакт, али у глобала нема другарство кога ќе заврши, например, утакмицата и кога што заврши, Амар истрча кај мене, ме гушна, ми честиташе. Тоа е тоа, спортот што го прави кој што треба да биде, само што... Ма добро, и тие беа на ваше место, апсолутно, и они имаа само доверба, меѓутоа на крајот од денот и низ начин, нели, низ начин и тие дојдоа до победа кога можеби другите не очекуваа дека нели не сте фаворити и тие си победија. Сега се менуваат нештата, година дена подоцна. Минатата година кај нив беше така, да. Фаворити беа Кино Влаа, исто и они водеа и така, последни 2 минути они им ја свртеа утакмицата и победија. Година беше обратно. Да, добро. Вака сега, ова искрено ќе кажам, малку се мачев на финалето затоа што не можев доволно добро да гледам. Сите застанале пред мене, меѓутоа и вака гледам раце, гледам со топката што се случува, кој шутира, ама не можев убаво да следам реално како се одвива се на теренот, така што кажете ми во тие последни минути, па и секунди, кој ги направи клучните потези. Од другата екипа, ако добро запамтив, некој од близнаците беше на крај се вклучи со шут. Да, едниот од близнаците, па не сум сигурна. Беше Пауло, да е тројка. Знам дека некој од близнаците имаше важни потези. Кај вас како беше? Јас додека играв, значи све ми е флешови. Не ми текна точно како е, зашто е, додека бев на терен. Ја можам да ги раскажам последните 2 минути, бидејќи тогаш снемав душа и само си кажав Хусо, влагај, толку ми е мене. Немам душа. И прво побаравме тајмот, губевме 17-12. Побаравме тајмот, изигравме на акција за Хусо, да шутне тројка, и таму му направи фал на тројка. Тој шутна 2 слободни и ги даде. После тоа игравме пак истата акција, Хусо искочи од блокади, мачки му направи стагер блокада, што се вика, тој искочи, шутна уште една тројка даде, дојде резултатот 17-16. Трети пат поред истата акција играме, мачки ги фати двајцата во блокада, Хусо искочи и даде уште една тројка. 18-17. Едниот од близнаците брзо ни врати. Со тројка. Да, веројатно тоа е тоа што и резултатот беше 19-18 и они побараа тајмот. Сега доаѓа најинтересната случка, да кажам. На крај кој ја држеше топката, вие? Кој трошеше време? Имаше нешто такво на крај? Вие? Да, ние трошевме време, ама до времето имаше... Ајде, добро. Јас извини, јас прескокнав нешто. Ајде, оди поред. И сега тајмот, наш тајмот, јас станувам мачки да седне и уста вика, мислам уста е Дамјан, така го викаме нагалено, и вика, слушајте, да изиграјте вие пик, Хусо заводи на страна, јас ќе се улетам,
дај ми пас да се улетам фал кош. Ми рече да идам до крај да ми досудат фал. Викам, Да, и викам Дамјан, да ти кажам ја, таква е дојдена ситуацијата, што е тесно многу. Нема шанси Не фал да верувам ти дали ќе ти досудат фал и стапи нашиот главен да каже нешто, Мачки, вика, ја ќе искочам, нема да играм ако не ја земеш ти топката за мене. Вика и ти да ја решиш, пошто пред тоа нели дав 2 тројки, јас свртев. Сега за твоите 5 минути. Да, вика, пак ќе играме исто, ќе искочиш ти и вика, ја верувам, вика ќе даеш кош. Тоа беше малце на друг начин. Значи, Како беше? кажува Дамјан вака акцијата, и Мачки, играјте, вика. Да. И си седнува. Ја го гледам вака, Мачки. Ајде, молам, викам, стани кој играте, немам душа, викам, коленово, готово ми е, ќе ми цркне. Играјте и вака не бута. И Хусо вика, осте, јас ќе ја земам, готово, Мачки стани играј. И стана Мачки, добро, вика, може така. Аха. Ја играме пак истата Стварно се акција. деси тоа, дадов ја кош. Даде дадов. флоутер, фрли Хусо, даде кош 19-19 до резултатот. Они И има они брка дека се решава со тројка. Ако даеш тројка е 27-19. Има обид една за тројка преку рака, промашија. Топката дојде кај нас, беше топката доле кај Мачки, дае кош 20-19 и они пак следен напад пак Тројка. еден од близнаците бркаше тројка да шутне. Од тешка позиција шутна, промаши. Дамјан ја фати топката. Ја држеш. Ја Не ја дава. од што адреналинот што му удри, место ние да ја држиме топката и да заврши утакмицата, ја му ја барам топката, он ми ја дава, ја напаѓам кош, промашувам и ја фаќам Мачки и само ја тој момент не можам. Мислам викаш, фала Богу што е наша никад топката во живот пак. нема да го заборавам тој момент. Јас само сум вака под кош и го гледам Мачки како го дава и гледам топката влага кош. И не ми се верува, викам, ние победивме. И не знам, ни трчавме тука, се радувавме. тука влево во Публика на терен. терен. Да, нема- више се таму гушкавме, беше ја. другари, сите улета на терен. Ние Од дур се Синатра гушкаме. овие, сите Дур се гушкавме ние таму, само го гледам Хусо, вака се бори за воздух. нема, стварно ми Да, беше. ти беше во најголемо неверување. Да, ама и дека последните 2 минути игравме без измена, он се еше, ние игравме, многу се изморив. Не знам ни Не тие може кош. до воздух да дојде. Да, и од што многу луѓе ни рипна, се радува, останав без воздух. Не знам, но добро, ете, тоа е све позитивно. Да, и тоа е таа еуфорија, тој момент, не знам, стварно е многу убав момент. Ја до крајот на мојот живот тој момент нема да го заборавам. Сигурно, тоа е нешто најлош. Морам ова некако се инспирирам да те прашам во случај Мачки да не погодеше на крај, бидејќи твое беше промашувањето пред тој среќен крај. Мислиш дека многу ќе имаше тука јадови, секираци или ќе го надминеше тоа? Многу. Да бидам искрен, јас сум таков човек што многу. Немаше сигурно да спијам 2-3 дена, па после пак ќе ми продолжеше тоа, пак исто ќе ми беше. Многу, само среќа што се деси тоа што Сега победив. 2-3 дена не спиеш, ама поради позитив- адреналин. да, позитивен начин, позитивен, да. Имавте после некаков ваш тип на прослава или немаше специјално славје? Имавме, да, со тие што се од Синатра, дечките Да. отидовме. Ваша журка, Да, да. наша журка така. Во Добро, затворен заслужена. круг да кажам, да, немаше нешто да идеме негде. Во затворен круг седнавме во кафичот, прославивме. Да, се сумираат впечатоците, нели? Да, прославивме. Супер. И после колку отидов дома, нека 2,5-3 отидов дома и не можевме да спиеме. Да, тоа е природно. Пуштив да гледам УФЦ, седам таков у 5 сабајле, се гледаме, Си пишува пишуваме Дамјан, Учи толку корени, Дамјан а нема пишува, смисла. вика, Имаме група Да, и си заедничко. пишуваме сите Спие некој? спие ли некој Не. како е, само главниот ни спиеше, мислам дека искуството си го прави Да. своето, Да. него го немаше, да. Дури сабајлето ни пиша. Да. Али ние тројцата, Да. ја дури му пишував на него, не знам, така 5 нешто беше сабајле, си легнав 3 сати, дали спиев 8-9. Таа Му викам станав во станите, осум. молам да идеме негде, пошто ја не можам дома да седам. И пак бевме во кафичот си. Не ме држи Да. место, а? Пак утре дента, цел Браво. ден прославивме.
Така. Одлично. Да. Искрено се радувам за вас и она што е можеби сега најважно е тоа што ве очекува на светско. Ниту една екипа, затоа што сите ги пречекувавме и со впечатоци. Ниту една екипа не се вратила разочарана од светско, тоа се многу убави организации, барем до сега, верувам нема да биде ништо поиднаку. Има време до декември месец. Меѓутоа, вака на прва, како ви се чини тој настан? Сметате ли дека ќе треба нешто специјално да правите со подготовките или планирате сето тоа да биде спонтанно и едноставно кои сте тие сте да дојдете таму да? Не, сега ќе правиме ние, сега ќе се спремаме за тој настан бидејќи сакаме да се вратиме со титула, да бидеме искрени. Дај Боже. Значи тоа ако го направиме тој успех, значи стварно ќе биде тоа нешто повеќе од тоа, нешто многу големо ќе биде и ќе се спремаме, ќе и физички ќе се спремаме и психички, и тактички. Значи ќе си има стратегија на подготовки, да. Малце ќе ни биде тешко да се спремиме пошто е тек на сезона. Да, ќе почне сезона. Али ќе направиме све да се спремиме пошто најважно од све треба да ја представиме нашата држава, нели? Уникатна шанса е, да. Тоа е мора да ја представиме како што треба. И ја можам да кажам дека ќе даеме све од себе. Ја чекам таа фотографија и со вас, значи овде сте со наградата, меѓутоа вообичаено кога екипите одат таму се разбира има македонско знаме. Она баш како репрезенти на Македонија, верувам дека ќе ве видиме и на тој начин. Ќе се обседнувате со противници тогаш кога ќе бидат сите познати, па кој ќе биде како или нема да одиме до таму? Да бидам реален, ние више ги имаме видено државите што добро таму. Знаеме од прилика кои се, како се, што се. Мислам некој Red Bull Half-Court се немаат уште изиграно, така да не затоа велам кога на крај ќе се комплетираат сите учесници, ќе се комплетираат, секако ќе видиме со кои како ќе се спремиме. Вообичаено знам дека од Србија има доста конкуренција, меѓутоа лани Србите оваа година нема да играат. Нема да играат, да, и лани имаше нешто со нив. Нема, не знаеме дали ќе играат, така да може у последен момент да се додат. Ние можеме да кажеме дека сигурно ќе се спремиме како што треба све. Најдобро што може. И со припреми, и со анализи на другите екипи, и со све. Пошто стварно не ќе да идеме таму ко само да отидеме, туку сакаме да се вратиме ко шампиони, да ја представиме државата наша како што треба и Браво, дечки. Ви посакувам секако среќа на патот до таму, да бидете здрави, живи, најважно е тоа за спортистите, повреди да нема и да си ги терате подготовките убаво. Веќе добивам знаци дека морам да привршувам, само кратко. За навивањето ништо не ве прашав. Покрај тоа што играте кошарка, дали и навивате, дали одите на надпревари кога имате прилика во живо да гледате? Па, двајцата сме за Партизан и многу често одиме во Белград да гледаме Евролига надпревари и така да одиме. Одите да гледате, да? Кога има можност. Те се заразни со Партизан. Право. Имаме и Никој не ми кажа, не се облеков намерно вака, да знаете. Нема проблем. Се шалам. Знам дека се тие надпревари многу убави, сум имала прилика да одам, ама баш има атмосфера како што примерни недостасува да имаме и ние. Јас постојано посакувам да кога ќе одам и на наши надпревари да видам луѓе, да видам полни трибини. Ја морам да кажам, оваа година ја игра во Куманово. Ја пофалија кумановската публика. Ја морам да кажам за кумановската публика дека е феноменално. За мене број 1 во Македонија за кошарка. Купот од финалето се играше во Куманово кај нас, организира, игравме финале со МЗТ. Да. Малце резултатот. Ако Марин Петков беше тука и ги кажа истите зборови. Да, он е у друштво сме ни. Он е најдобар другар исто. Да, се дружите. Да, заедно се дружиме. Беше гостин во Ферплей и истиве зборови ги кажа дека е многу изненаден колку била добра атмосфера. Значи феноменално. Нешто такво. Ја ви кажувам после ова турнирот тоа ми беше нешто, дали салата собираше 4 или 4 Ама без разлика. 4 или 500 луѓе, во салата имаше да не претерам 6000 или 7000. Салата толку многу луѓе што имаше почна да се лизга, да паѓаме, али такво. Да, кондензација. Да, такво нешто. Стварно морам да напомнам, морав да кажам на емисијава дека се број 1 за мене
Браво. кумановската публика во кошарката и Еве, нека бидат секоја инспирација и чест. примери за останатите Да, во, така е, да, во сите секоја. други градови. Да. Браво, дечки. Ништо. Ве испраќаме со убаво, како и сите досега наши представници на 3-3 баскет над преварувањата. Среќно и здравје Боже ве очекуваме, дали пред додите, дај Боже кога ќе се вратите со некоја убава титула. Сега е време да се одморите, се надевам ќе најдете време за одмор. Да, сега ќе има време за одмор, ама сега е време за турнири. И до турнири секако, рековме, Да. цело лето турнири, да. Ви благодарам уште еднаш, поздрав до Дамјан и Маријан. Така, Да. се гледаме во следна прилика, ги поздравувам и нашите гледачи. Благодарам што го следевте и ова издание. Реков 3-3 баскет, веќе е редовно наша тема, затоа што очигледно е многу интересна спортска дисциплина која што ги обединува луѓето, не само оние кои играат баскет и кошарка, туку и сите останати кои што во своите мала можат да почувствуваат една убава атмосфера и адреналин. Ние ќе ви понудиме нови содржини во нашиот стандарден термин, а вие и до тогаш бидете на телма.